Еве неповторно во продолжение за објаснувањето на граничното пореметување на личноста, почитувани, овој пат би сакала да кажам дека за да се определи една дијагноза како што е гранично пореметување на личноста, потребни се најмалку 7 параметри. Ние тоа го правиме не паушално, туку со сублимирање, тестови, вежбање и преку искази. Не сме овде да даваме дијагнози, единствено ни е битно што се случува дисоцијација со самата личност. Што значи тоа? Дека таа на еден момент се дисоцира, како да се одлепува само од себе и дека не се чувствува дека е тука, туку дека припаѓа на некое друго место. А тоа значи дека за да се почувствува дека има такво чувство на припадност, може да посегне и по средства со кои што би си нанела голема физичка повреда. Па имаме пациенти, односно клиенти, кога си прават засеци на рацете со остри предмети или претерано консумираат алкохол, па ги кршат шишињата и се само повредуваат. Тоа е една флуидно поставеност на однесувањето на самиот клиент, флуидност преку неговиот начин на однесување во средината, може и самиот да се препознае средината по тоа што од едно, пак како што кажав, скрајно позитивно идеализирање на некоја личност, преминува личноста која што има гранично пореметување на сопствениот ментален склоп, преминува кон вулгаризирање, омаловажување и сатанизирање на таа личност која што му била предмет на обожавање. Контрадикторно на вистинито, таквите врски постојано се под стрес, се раскинуваат или пак тие личности со гранично пореметување на личноста постојано влегуваат од врска во врска, никој не може да му угоди, од проста причина што кој да е со него идеален партнер, на почетокот врската започнува со идеализирање дека партнерката, во конкретниот случај бидејќи се работи за пациент од машки род, неговата партнерка во случајот ја идеализира, ја изведува, шета, уживаат во животот до моментот додека не се случи да малку една грешка му направи и се истори како да пукнала шарпланина. Така некојаш знам да кажам, без никаква поголема причина. Од сосема мала ситница да се ескалира од едно добро, рамномерно, фино однесување кон крајно експлозивно, бесно, израз на бес, агресија и така натаму. Неадекватното изразување на емоциите најчесто, како што кажав, се осликува преку бес. Тоа импулсивно однесување се манифестира и преку импулсивно трошење, импулсивно посегнување по коцка, например, или импулсивно однесување во смисла на тоа да има промискуитетност. За суицидноста веќе споменав. Тоа се во одредени моменти на неговиот или на нејзиниот живот. Имам ситуации кога личноста со гранично пореметување на личност апсолутно оди од една крајност во друга крајност и во смисла на начинот на живот. Така да бројни се примери во литература кога една девојка која целиот својот живот си го посветила и се обврзала пред Бога дека ќе биде пред Исус, значи ќе биде калуѓерка, монах, веднаш потоа доаѓа до криза на нејзиниот идентитет во смисла на гранично пореметување на личност и таа се оддава на оние домино дами, садомазо и завршува во јавна куќа. Значи тоа се такви крајности. Или пак имаме други личности кои што апсолутно се атеисти, не веруваат никако во Господ, наеднаш преминуваат во монаштво, претходно живееле разузден живот, а потоа одат во монаси. И тоа од крајност во крајност. Но не застануваат таму. Откако ќе бидат во монаси, многу мина од таквите случаи со гранично пореметување на личноста, како пример ви го давам, заминуваат во будизам или пак ја конзумираат муслиманската вера и религија. Значи тоа се различни случаи. Ова ви само како пример на крајности од крајно негативно кон крајно позитивно или обратно од крајно позитивно кон крајно негативно однесување. Што би сакала да кажам дека во поголем дел се случува да дел од тие личности прават штета на околината секако, ама најмногу си прават штета на себе. Знаете дека луѓето кои што страдат од гранично пореметување на личноста патат.
како што и впрочем сите луѓе кои што имаме на некој начин ментални кризи во оваа пандемија на ментални заболувања. Страдањето е дотолку повеќе од причина што не можат сами да си помогнат, најчесто ги одбегнуваат луѓето, ги етикетираат, тие лутаат и на крајот завршуваат лошо доколку не си побараат соодветна помош. Во случајот би сакала да напоменам дека освен карактеристиките на граничното пореметување на личноста, може да се напомени дека се работи за биопсихосоцијални фактори. Пак, како што напоменав и претходното видео, не се работи само за исклучително социјални фактори кои што се во голем домен. Ако таквата личност расте во семејство во кое што има постојано неспокој, немир, расправи, кавги, детето ги гледа работите кои што не треба да ги гледа. Кај него се јавува огромна доза на страф и понатаму има голем страф од партнерски односи, каде што би можело да се случи тоа што го гледало во неговото примерно семејство, но една работа би сакала да напоменам дека баш поради токму од стравот дека партнерот во кој што на почетокот се идеализира и го бара и го обожава, наместо да остане со партнерот и да ги надмине сите негови ментални кризи, тој прв го напушта тој процес на партнерски однос, од причина што стравува дека неговиот партнер ќе замине. Значи имаат огромен страф од напуштање. Другата работа што е според Светската здравствена организација и истражувањето што се направени на Харвард и Кембридж и останатите престижни институции во сегментот на психологијата, се дека процентуално жените повеќе страдат од гранично пореметување на личноста. Значи девојките најчесто кои ќе имаат напуштање од страна на семејството или од страна на партнерот, тие драматизираат, паѓаат, се закануваат со самоубиство и така натаму. Значи дури 73% од евидентираните гранични пореметувања на личноста се кај жените. Друго, што имав случај пред една година, кога една мајка дојде и посочи дека нејзината ќерка има сериозни психолошки пореметувања и дека таа многу читала како родител, се едуцирала и дознала дека нејзината ќерка има гранично пореметување на личноста и веднаш можевме да констатираме и ја доведе во психотераписки процес како индивидуа, таа да остане да ја помогнам. Веднаш можевме да констатирам дека мајката е во заблуда, дека премногу брза со давањето на такви етикети, дека нејзината ќерка апсолутно нема гранично пореметување на личноста, туку трага по идентитет, што е нормална работа додека е во пубертет, да се истражува, да бара каде сум, што ми се допаѓа, што не, да менува фризури, да менува гардероба, да менува стил, да слуша разна музика. И се како можеме да кажеме за адолесцент кој што експериментира додека дојде до матурација, дека тој истиот адолесцент има гранично пореметување на личноста. Не, можеби тоа е и секако дека е тоа медицинско докажано и од психолошки аспект дека се работи за развојна фаза кога хормоните предначат пред рациото. Значи јас така им објаснувам и на оваа конкретна мајка на мојата клиентка дека во периодот на раст од неговата, 13-12 година, сега и порано пубертетот стартува на сила, до не 18, па дури до 21 година немаме хормонален баланс, туку хормонален дисбаланс. Едноставно мозокот во тој момент вели чао, јас ке спијам додека дојдеш до периодот на матурација, а хормоните брујат и работат како што работат. Тука, уште еднаш да повторам, не може да се каже во ниеден случај додека личноста нема наполнето 18 или 21 година дека се работи за граничен случај, дека можеби тука се брза многу со етикетирање и со употреба на зборови, диагнози кои што апсолутно не кореспондираат со она што треба или се укажува можност за помош на самата личност. Затоа ви апелирам, доколку забележите промени кај вашите тинејџери, адолесценти, да не брзате и да не дозволувате на некој начин вашата средина и потесна семејството и поширока надвор од семејството. Треба да имаме трпение со адолесцентите, со децата во пубертет, апсолутно, бидејќи тие во потрага во сопствениот идентитет знаат да направат драматизации за влюбување, премногу да ги
идеализираат тие нивни партнери, па до омраза, значи и велат дека љубовта и омразата одат рака под рака, тоа е одлика на граничен случај, меѓутоа тоа не е одлика на деца кои што се во откривање на сопствениот идентитет, значи до периодот на зрелост. Ви благодарам и чувајте ги вашите тинејџери.